Здраво, добродојавте уште едно видео каде што ќе збориме за тоа како е всушност работи механизмот на грам боење, кој е еден од најчесто употребуваните механизми на боење на бактериските клетки. Боењето ни служи за да можеме да диференцираме и нормално постојат различни видови на боење, но ова е најзастапеното, едно од првите. И да видиме како работи. Сега од кога сме се запознаеле, кога се запознавме со структурата на клеточниот зид, можеме да го објасниме боењето. Значи, ја започнеме со една клетка, која оваа може да биде грам позитивна или грам негативна. Ќе видиме што значи всушност тоа позитивна или негативна. И ја боиме првично со боја наречена кристал виолет. Значи, затоа тука со виолетова боја. И грам позитивната и грам негативната клетка ќе се обојат од оваа боја. Ама тогаш кога не би можеле да диференцираме дали е позитивна или е негативна, тогаш кога би се изгубила смислата на овој метод. Наредниот чекор е всушност додавање на јод, каде што бојата, која беше претходно униформно распределена, значи ова е грам позитивна и грам негативна, ќе се, да земам поголема, ќе формира кристали од бојата, односно соединение наречено парајод розанилин. Потоа, во наредниот чекор, додаваме етанол. Значи, тоа би било C2H5OH. Етанол. Сега што прави тој? Тука веќе имаме диференцијација. Значи, имаме два патишта, да речеме овој кој е грам позитивни, овие се грам негативни. Добиваме два случаја. Значи, етанолот го дехидрира пептидоглуканот на грам позитивните клетки, го прави на некој начин непропустлив. Значи, да го бележиме вака како со сина боја. Значи, го прави по непропустлив, додека кај грам негативните надворешната мембрана се раствара и тенкиот пептидоглукан всушност се уништува и се прават на некој начин отвори. Се прават отвори во клетка како пукнатини, можеме да ги замислиме. Тоа се сепак многу мали, но доволно се големи за да може бојата да искочи. И тоа што се случи, тие кристали што ги имавме, всушност ќе дифундираат надвор од клетката. И ќе добиеме, значи овдека си остануваат внатре, грам позитивните. И во крајниот случај, всушност ќе добиеме две клетки каде што едната ќе биде обоена, а другата нема да биде обоена. Значи ќе биде само обична. Но ако не е обоена, тогаш не можеме да видиме под микроскоп, затоа мораме да обоиме на друг начин. Тогаш и на двете, ќе земам потенка четка само, и на двете им додаваме во наредниот чекор сафрин. Тоа е црвена боја, ќе ја бележам вака, сафрин. И после тој чекор добиваме пак два случаја. Да го направиме ова маце поубаво. Значи, еден случај кој ќе бидат грам позитивни и еден случај кој ќе бидат грам негативни. Кај што грам позитивните од претходно има кристали од виолетова боја и сега едноставно само ќе се додадат кристалите од црвена боја. И нема да се познаваат до толку како виолетовата, на некој начин само ќе стане потемно виолетова. Тоа ќе биде крајниот резултат, зашто виолетовата сепак ќе преовладува. А грам негативните сега ќе се обојат само со црвената боја. Виолетовата бејќи излезе од претходна. И крајниот случај, всушност ќе биде кај што ќе добиеме две бактериски клетки, едната обоено црвено, едната обоена виолетово. Оваа метода не е секогаш 100% точна, секогаш може некои грам позитивни бактерии да дадат погрешен резултат, да се бојат како грам негативните, но во најголем дел од случаите ова е резултатот и поради ова и се нарекува грам позитивни или грам негативни, зависно од која боја се бојат. Ова е спрема методот на грам. Тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.